Поедноставена е постапката за добивање средства од ИПАРД фондовите. Ова ги охрабрува предприемачите да аплицираат. Представници на Министерството за земјоделство и Агенцијата за поддршка на мали и средни предпријатија ЕСА од Тетово одржаа средба со земјоделците на која ги информираа за можностите за искористување на средствата од ИПАРД програмата. Тука сме да ја разбиеме фамата дека многу тешко се доаѓа до овие средства. Значи, за разлика од првиот оглас, на последниот оглас имаме 500 апликанти. Значи, граѓаните почнуваат да масовно да аплицираат за овие фондови и се надеваме дека ќе искористеноста на овие фондови ќе биде голема. Значи, што поддржува ИПАРД? Значи, инвестиции на земјоделски стопанства за преструктурирање и надградба во до стандардите на Европската заедница, значи лозови насади, овошни насади, производи на зеленчук, одгледување на животни за преработка на месо, одгледување на животни за преработка на млеко. Значи, млеко и месо. Значи, мерка 103 инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи со нивно преструктурирање и надградба и достигнување на стандардите на Европската унија. Значи, тука спаѓаат производство на вино, преработка на овошје и зеленчук, млеко и млечни производи, месо и месни производи. И третата мерка, мерка 302, диверсификација и развој на рурална економски активности. Значи, неземјоделски активности во рурални средини, диверсификација на приходи во земјоделска дејност, услужни дејности во земјоделството и рурален туризам. И ќе ги запознаеме потенцијалните корисници за новата ИПАРД програма, ИПАРД 2, која ќе стартува 2014 до 2020 година. Од Министерството за земјоделство ја објаснуваат постапката за аплицирање. Апликантот значи подигнува барање дали во подрачната единица на Министерството за земјоделие или во Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството. Значи во секое барање, значи на крајната страна се запишани потенцијалните документи кои се потребни. Значи по редослед ќе си оди, ќе си ги собира сите документи, ги собира документите, ги доставува до Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и значи и чека да му се одобри. Значи, кога ќе му се одобри барањето, почнува со градба на објектите. Кога ќе заврши со градба на објектите, значи доставува барање до Агенцијата за финансиска поддршка за повраток на средства. Значи до 50% од средствата му се враќаат на корисникот. Од Агенцијата ЕСА не се задоволни од заинтересираноста за искористување на овие фондови. Велат дека сега има повеќе можности за да аплицираат и за наетчи, мали и средни предпријатија од руралните средини. Целта е да Министерството за земјоделие денеска ќе презентира програма на ИПАРД програмата за поддршка на фирмите во Полошкиот регион, односно денеска се работи за Полошкиот регион, сигурно ќе има и во другите региони. Тука има измени во условите на ИПАРД програмата, каде има повеќе можности да конкурират и за наетчи и мали и средни предпријатија од другите дејности во руралните средини и тоа ќе биде одлична можност да добијат субвенција од 50% од ИПАРД фондовите. Ние како агенција ги имаме повикано сите фирми да земат учество, да можат да постават прашања каде тие сакат да ги удоволат нивните потреби и така да ги користиме што повеќе тие фондови и во Полошкиот регион. За искористеноста на фондовите задоволни сте? Па не сме задоволни, бидејќи многу строго беа критериумите, поради критериумите се ослободени малце полесно и така ние сме тука на фирмите да им идеме поблиску, да тие добиват поконкретни информации за да можеме тие фондови да ги користиме што повеќе и во Полошкиот регион. Вакви инфоденови ќе се одржуваат во повеќе градови во земјава.